Посакувам добро утро и еден голем поздрав до вас. Се разбира и до сите гледачи кои што се утринава заедно со нас. Ке зборуваме на една интересна тема и погодна за овој период, односно пролетниот период кога за многумина всушност е автентично и вообичаено да има поголема рекреација, поголема релаксација со самото рекреирање, а можеме да напоменеме дека планинските предели се всушност и вистинска атракција за многумина во овој период, но секогаш кога се движиме во планинските предели треба да се однесуваме според оние мерки и правила со оглед на тоа дека може да се случат и непредвидени ситуации. Токму нешто повеќе за оваа тема, односно за тимовите за спасување во планинските предели, тимовите на Црвениот крст, ке позборуваме ово утро заедно со мој денешен гостин Аргент Чилјафи. Да му посакаме добро утро. Добро утро до вас и до вашите гледачи. Црвениот крст на град Скопје, како што напоменавте, во Црвениот крст постои планинска спасителна станица која функционира уште од 2005 година и е поддржана деломно од градот Скопје. Волонтерите од тимот за спасување на планина дежурат во планинската станица во период од 10 до 17 часот во период само за време на викенди. Зборуваме во текот на годината. Ако направиме некоја паралела, бележиме од 80 до 120 интервенции асистенции, од кои 30 до 40% од типот на асистенциите барат и посебен медицински транспорт. Тој претежно се прави од наша страна или од страна на возило од односно од тим на итна медицинска помош. Дали во овој период имаме голем број на интервенции моментално и генерално во пролетниот период, па и летниот кој што следува? Генерално, овој период, ако зборуваме месец март и почеток на месец април, се тие како и секоја година, тимовите бележат за овие 2 месеца 8 интервенции, од кои 2 транспорта до ургентни клинички центри. Тие се работи претежно за фрактури, така да очекувано... Зашто најмногу се бара помош? Генерално со све. Имате поддршка, односно асистенција на изгубени лица во пределот на водно. Имајте во предвид дека планинската спасителна станица, односно волонтерите покрива 30 км квадратни и скоро не е возможно да им се укаже соодветна помош на сите, но колку толку да кога веќе граѓаните ќе побарат на дежурниот телефонски број 072 26 9876 поддршка и односно асистенција, тие го добиваат и таа бројка ни е реално кажано поголема. Медицински третман, односно асистенции од типот на првата помош се генерално од обична подеротина, што би се рекло, до прединфарктна состојба. Тоа е таа палета на интервенција асистенции за овие 10-12 години што водиме активна евиденција. Така да во зависност од периодот и во зависност од тоа доколку сте бајкер, тие претежно се падови, гребнатини, удар, се остало нормално. Имаме и скршеници, пак ќе напоменам, во зависност од периодот, во типот на повредата, односно зависи и од период, и од начинот што вие, дали сте рекреативец, дали се занимавате професионално со бајкинг и се остало. Еве напоменавте има скршеници и удари, исто така многу луѓе се изгубени во планинските предели, токму за тоа бараат интервенција. Сега кои се оние правила, мерки кои што треба да ги почитуваме во планинските предели? Кога станува збор за губење, дали можеби препорачувате да се движат луѓето во група, а не поединечно? Апсолутно, секогаш, доколку сте почетник, колку и да е водно навидом лесна планина за совладување, сепак е планина. Во планинскиот предел секогаш пожелно да се движите во група, да се движите задолжително во маркирани патеки, едноставно да ги почитувате правилата, да имате соодветна облека и уште побитно делот облеката и обувките да ви бидат соодветни според временските услови како што се, така и доколку ви барате помош. Најбитно е да останете на тоа место кај што претходно сте побарале помош и веќе сте ги известили институциите. Не секој повик доаѓа до кај нас. Дел од повиците идат и преку Центарот за управување со кризи, па после се распределуваат кај нас. Така да тие се некои основни правила што ќе ви каже секој. Дури и
почетник што веќе горе доле почнува да се бави со планинарство. И треба да запознаем со сите тие правила. Иако е рано да прашам, сепак ја прашам, можеби не се присутни толку змиите во овој период, но со се повеќе со самото доаѓање на се потоплото време и повисоките температури, сепак имаме некоја појава. Доколку се случи во планинските предели да имаме контакт со змија, како да реагираме пак во тој случај? Имајте во предвид дека не идеме во нивниот природен хабитат, не доаѓаат змиите во нашиот, така да овој период нема змии. Нормално змија први никогаш не напаѓа. Генерално тоа има моменти кои не боже вие ќе ја згазнете или доколку има млади, ќе гледате да избегнете, односно да или во краен рок, не дај боже доколку имате каснување од внатно, ќе побарате помош, се потрудите колку толку да ја запамтите, пошто не се сите експерти за сите змија се исто, да видите како изгледа таа змија, односно како изгледа тоа животно, за во случај нели да се действува што е можно побрзо, односно да се дае соодветен противотров доколку нормално змијата е отров. Пред самиот крај ќе прашам и за вашите тимови, дежурате на матка, исто така на водно, но и каде според вас има повеќе интервенции? Бидејќи напоменавте дека многумина водно не го сметаат за планина, но сепак е опасно. Дали повеќе има таму, на матка? Овие 3 години планинската спасителна станица Матка не е во функција, таа е во функција само доколку ни треба како мобилна планинска спасителна станица. Знаете како, ние идеме на варијанта дека водна има жичница и можеме да употребиме кога сакаме, но и често знаеме да се прецениме. Неблагодарно е да кажеме каде има интервенции повише, од проста причина зашто теренот е различен. И фреквенцијата на луѓето во одреден период е сосема различна во пределот на водно, односно средно водно врв и матка. Така да генерално има потреба сегде, пак ќе напоменам, вие со двајца давате, напоменам дека на планинската спасителна станица водно дежурат само двајца и тоа е под оној основен минимум за укажување посебна помош, доколку некој е повреден од типот на дека треба да се пренесе на легната положба, тука се морам да, односно благодарност до сите планинари, итна медицинска помош, Центар за управување со кризи, жичницата водно, која секогаш дава приоритет на нашите тимови за да се упатат доколку нели се користи жичницата за да се транспортира повреден, така да вие не можете, но сега за сега колку толку се покрива тој терен. Ви благодарам многу за одвоеното време и за сите овие корисни информации. Ви благодарам и на вас, што колку толку сме присутни во јавноста и знаат кај се наоѓа планинска спасителна станица. Сепак тоа е за вас, односно за сите граѓани. Благодарам уште еднаш. Токму така е, ова вклучување верувам беше корисно за сите граѓани, поготово за сите оние кои што се спортски активни, сакаат да се рекреираат во планинските предели, а како што напоменав и на самиот почеток, на некој начин и пролета е најпогодна за самото рекреирање во планинските предели.